Младинското драмско студио Словото деновиве премиерно ќе одигра представата посветена на револуционерката Нонча Камишова. Представата е работена по текст на Љупчо Данов, а во режија на Весна Димитрова Бобевски. По представата посветена на животот и дејствувањето на Ганчо Хаџипансов, ова е втора представа преку која во вид на историски час на младите им се доближува се она што револуционерите го сториле за слободата на својот народ. Како идеја кога ми ја спомнаа дека треба да направиме еден серијал за тие ликови наши на велешки херои, ми дојда ете така, овие два лика некако напред. Меѓутоа, во оваа година, кога еве се навршува и годишнина од формирање на нашиот партизански одред Димитар Влахов, секако дека е многу добро, многу убаво и од наша страна, еве и децава, да бидат на некој начин едуцирани, да знаат за таа наша историја, односно тој дел од велешката историја. За мене беше она суштинското Нонча, која што имала 19 години. На колку години таа влегла во организацијата? Што не се ја задоило? Како дошла до тие информации, а во текстот стои дека она била образована само до 4-то одделение. Кој дух е тоа, кој интелект е во тоа време, за да побуди нешто, да ја повлече, за да ги развие тие идеи, тој идеал да е длабоко во незе, како она вели, нели, за незе, она е венчана, нели, за таа организација и за Македонија и да не речам ја посакуваат, ја со расширени раце ја чекаат смртта. Проектот е поддржан од страна на локалната библиотека и Советот на млади на општина Велес. Од Советот се задоволни што овие млади актери успеваат да ја раскажат приказната за хероите на своите врсници. Велат дека намерата е да продолжат со работа на представи посветени на историското минато на градот и земјата. Чест на низиниот лик и запознавање на велешанката Марија Владова Камишова Нонча, која има само 19 години кога загинала во местноста Речани во предворието на Велес. Таа била борец на велешкиот партизански одред Димитар Влахов на самиот почеток на борбата за македонскиот народ против фашистичката окупација во Втората светска војна. Представата ќе биде одиграна пред учениците од сите основни училишта. Во неа настапуваат 15 членови на Младинското драмско студио. Само што ми ја дадоа главната улога, со тоа ми ги дадоа и главните обврски. И за мене представуваше сепак огромна чест, што токму јас ја толкувам таа улога, но сепак задачата со себе носеше и предизвици и голема одговорност. Јас сам си ја избрав улогата зашто самиот сакав да бидам негативец и станува збор за бугарскиот поручник Христо Бурев. Бидејќи Буриден самиот по себе како лик е храбар човек, замислете, вие сте во колиба каде што околу вас во секој момент може да дојдат да ве нападнат разни фашистички војници, бугарски војници, вие сепак седите и мирно си свирите на хармоника или ќе земете цигар ќе си запалите. Премиерната изведба на представата посветена на ликот и делото на Нонча Камишова е закажана за 30 мај со почеток во 19 часот во салата Бели Мугри.